некогаш не знаеме. Во мај 2018 година се основаше Советот за соработка меѓу владата и граѓанскиот сектор. Форум кој требаше да искористи експертизата на невладините организации во креирањето на владините политики и одлуки. Следниот месец се одржи јавна дебата на која требаше да присуствува тогашниот премиер. Ова ќе е редовна пракса и тој ќе биде присутен нормално на следните средби кога ќе се одржуваат секој месец. Денеска, 5 години подоцна, не само што нема редовни средби и дебати со кои извршната власт би покажала колку го цени придонесот и критиката на невладиниот сектор, туку воопшто не функционира ниту Советот за соработка. Ние, членовите на Советот за соработка од редот на граѓанските организации, констатираме дека во изминатата година работењето на Советот беше оневозможено преку владиното игнорирање на клучните негови препораки и заклучоци, што е основна негова надлежност како советодавно тело на владата. Дел од луѓето што стојат зад ова соопштение се Снежана Камиловска-Трповска од МЦМС, Македонскиот центар за меѓународна соработка, и Андреј Сених од Здруженијето Заедно посилни. Тие се двајца од вкупно 16 представници на граѓанскиот сектор во Советот за соработка со владата. Денеска тие побара итна средба со премиерот Димитар Ковачевски во обид да се спаси смислата на постоењето на Советот. Она што го очекуваме од една средба со председателот на владата е тој во име на владата да ги појасни политиките на владата кон граѓанското општество, да најдеме заеднички јазик за проблематични прашања кои што претходно веќе сме ги покренале и едноставно да се возобнови диалогот како што доликува на една земја што е кандидат за член на Европската унија. Престанокот на комуникацијата и тој диалог кој што беше воспоставен во изминатите години, уште од почетокот на 2022 година беше евидентен. Повеќе кратни беа барањата до премиерот и до високи представници на влада, за жал не вродија со плод. Искрено се надеваме дека овој пат премиерот ќе има слух за барањата на граѓанскиот сектор. Причините поради кои граѓанскиот сектор инсистира на средба со Ковачевски се усвојувањето на измените на Законот за здруженија и фондации, кои се донесоа без консултација со Советот за соработка, префрлањето на распределбата на средствата за поддршка на граѓанските организации кај Министерството за политички систем од Генералниот секретаријат, доцнењето на реформата за државно финансирање на граѓанскиот сектор, игнорирањето на граѓанскиот сектор при консултативниот процес за реформата на државната управа, која минува низ сериозен процес на рационализација на институциите. Камиловска, Трповска и Сених велат дека прашањата за финансирањето не се централни во нивната реакција, туку принципот и односот. Еве конкретно во областа на здравството, граѓанскиот сектор од почетокот на годината алармираше за повеќе прашања. Што видовме во оваа година? Видовме кратење на буџети, огромно кратење на буџетите за превенција. Видовме кратење, намалување на буџетот за здравство во период на криза за дури 586 милиони денари помалку од за 2023 во споредба со првично предвидениот за минатата година. Значи тоа се 9,5 милиони евра за заштита на здравјето на граѓаните. За сите овие работи, граѓанските организации реагира, алармира и директно до институциите и преку Советот, меѓутоа резултатот е тој. Во сето ова гледаме дека почетокот на 2023 го гледаме истиот тренд на несоработка. Значи, со креирањето на буџетот на крајот на 2022 година, гледаме дека повторно продолжува трендот на начинот на финансирање на граѓанските организации, односно во буџетот за 2023 година, од ставката на Генерален секретаријат не се предвидени средства за финансирање на граѓански организации, исклучиво повторно ќе одат од Министерството за политички систем. Сумата што владата досега ја одвојуваше за граѓанскиот сектор на годишно ниво беа символични 250.000 евра, пари кои Генералниот секретаријат ги делеше меѓу неколку десетици организации. Граѓанскиот сектор ја критикува промената тие средства сега да ги дели Министерството за политички систем, затоа што гледаат обид се што е врзано со невладиниот сектор да се канализира преку институција која нема мандат за таква работа. 360 степени праша во владата како ќе одговори премиерот на барањето за средба со граѓанскиот сектор и дали ќе бидат преземени чекори за подобрување на односите. Не добивме одговор во рокот кој го поставивме. Колку властите се подготвени да го слушнат граѓанскиот сектор е важно прашање и за Брисел.
како еден од клучните показатели за демократијата во една земја. Во последниот извештај за земјава од октомври 2022 година, Европската комисија забележува дека во земјата има овозможувачка средина и дека Советот за соработка е главен канал за вклучување на граѓанското општество во носењето одлуки и политики. Но, нотирано е и дека се потребни поголеми напори за вистински да се вклучи НВО секторот. Па прашавме во делегацијата на ЕУ во Скопје, дали оваа оценка ќе остане иста или би се променила ако владата остане глува. Европската Унија целосно ги поддржува напорите за продолжување на работата на владиниот Совет за соработка со граѓанското општество, согласно првичната функција. Многу е важно Советот да продолжи да работи како главен структурен механизам за диалог и вклучување на граѓанското општество во креирањето на политики и во советувањето на државните институции, како да промовираат овозможувачка средина за невладините организации. Делегацијата на Европската Унија ќе продолжи внимателно да го следи развојот на настаните во врска со Советот и односот меѓу државните институции и граѓанското општество. Од мисијата на Европската Унија во земјава потсетуваат и дека има дадено значајна поддршка на владата за градење на подобри односи со граѓанскиот сектор. Ако продолжат тензиите на релација НВО сектор влада, тешко би можело да се каже дека домашните институции научиле нешто со помошта од Брисел. На потек е премиерот.